Кемина, значи вам кои што сте дел од емисијата, можете да размислите доколку веќе немате одговор на прашањето кому одговара овој легенда клуб вака да тоне? Ја мислам дека некои работи за брзо време ќе се средат, пошто имаме некои информации дека веќе пројавили интерес за свикување на собрание и за разрешување на сите овие дилеми околу фудбалскиот клуб Вардар. Сега, одреден датум не би можеле да кажеме точно, меѓутоа ќе биде брзо време. Куле? Можда на сегашното раководство и нив не им одговара вако Вардар и вакво стање во клубот на трибините. Меѓутоа може толку знаат да го водат клубот. Можда мисля дека со помали вложувања дека може да постигнат нешто. Да се разбереме, во фудбалот се враќаат парите. Искачање во Европа е гарант за враќање на парите. Значи не мора продажба на играчи. Самото искачање во Европа, што повише идеш понатака, тоа повише ги враќаш вложените пари. Така да знаеме дека има и заинтересирани луѓе кои сакаат да влезат во Вардар. Како што кажа помладите колеги, Вардар е бренд. Вардар има и презиме, што многу е лесно да се води тој клуб. И се дали сегашната структура на раководни луѓе мисля дека со помалце вложување дека може да направат Вардар тоа што треба да види или знаат или не знаат, тука е проблемот. Кумите? Хајде. Жалосно е што преценив дека почнавме оваа иницијатива, а не такви легенди и такви луѓе, што требаше институциите на власта, не зборам сега, што оставија Вардар толку да потоне. И сега, според нас, последниве 10 години, ова раководство не се покажа доволно зрело за да направи нешто. Место додиме во Европа повеќе, ние паѓаме се подоле и подоле према селските лиги во Македонија. Вардар не е тим што треба да игра и да му биде само Македонија, купот и првенството. Вардар треба да гази во Европа. И со новото, ние ова што го почнавме, со новите луѓе што треба да дојдат и што ќе инвестираат, планираме Вардар за 2-3 години да игра во Лига на шампиони, а не да игра во Миравци или било каде на друго место. Во дел од вашите барања се повикувате на тоа дека веројатно за вас е идеална комбинација кога председател на клубот би бил некој од легендите на клубот. Колку сте сигурни дека такви ликови може да бидат вистински избор? Биле добри играчи, но Јасно се види во моментална ситуација, некои од легендите беа во оваа управа на Вардар, меѓутоа не донесла некои резултати. Така да, моje мислење, не знам се другите дали ќе се служат со мене, дека спонзорот што би дошол или повеќе спонзори, ако тие одлучат да биде некоја Вардарова легенда, председател или директор, во ред, ако они проценат дека би можел да го работи тоа што би могол да делили како задача. И може да добие шанса, све е менливо. Ако не работи добро, ако не ги остварува зацртаните резултати, ќе се смени, не е проблем. Предлог, план, значи и сите овие точки што ги прочитаме се менливи, значи. Добро, тоа се ваши размислувања. Замислата е дека би било пожелно да е некој од легендите, зашто сепак нема некој што освен нас, како навивачи, сепак тој што играл во Вардар го сака некој повеќе, значи во тој стил мислиме дека тој ќе ги застапува интересите и наши и на клубот. Таа е замислата на председател на клубот да биде некој од Вардаровите легенди. Сега колку ќе биде успешен или неуспешен, тоа е веќе. Но како што самите кажавте и заклучивме, најважно е сето тоа добро да се изменаџира за да тоа е најпотребно. Вложените пари се вратат и за да после долго време фудбалска Европа го види Вардар. Јас само ќе прашам на крајот што после тој 4 мај, значи доколку се чека последниот рок за да се свика тоа собрание и конечно да нема ВД управа, туку вистинска управа, докаде вие воопшто мислите да одите? Дали ќе го, условно преспиете првенството и ќе бойкотирате до крај или... Значи ние не спиеме, работиме... Спиете, ве нема на трибините. Нема пред стадионот. Да. Тука ги собираме подписите, се укажува на луѓето, се разговара, се бара помош, значи работиме
да тоа собрание се одржи, затоа и се надеваме дека ќе се одржи. Не би размислувал во случај да не би се одржало, значи да не би се одржало веќе не црвена линија, све ќе биде пројдено, тука веќе нема размислување. Тука веќе има порадикални мерки, они ќе замислат ние како би реагирале, зашто има доволен број на утакмици, ќе сносиме одговорност, нама и Вардар ќе ја сноси. Какви се сега, јас не разбирам, какви се овие закани? Не се закани, ние значи да не сакавме со закани, немаше да тргне оваа иницијатива. Значи ние пробуваме да бидете вака фини. Да, немаше да бидеме овде и да се појавуваме и да разговараме, значи да сакавме. Значи ние пробуваме да бидеме. Не реално, на вистина, што културно и е на она што многу... би биле последни некакви чекори на обид да ова се реши? Значи многу појаки клубови и појаки навивачи, мислам, во Европа тераат бојкот по 2 години, по 3. Значи упорни сме. Нема да се откажеме, тоа сигурно нема да се откажеме. Значи ќе пробуваме со протести пред стадионот, со скандирање пред стадионот, на тренизите на ФК Вардар, да сватат дека не се заслужени за овој клуб, дека ова што го сега го водат, дека мислат дека го водат клубот, не го водат, зашто не одиме напред, одиме само назад. Мислам дека ќе го сватат. Мислам дека ќе го сватат. Сите овие работи што ги правиме во... А реално, што покажуваат некои странски искуства? Успеале ли навивачки групи да направат толку силен притисок? Да би нагласил со помош на, значи, на самата држава, на самиот град. Аха, значи морало нешто посилно да застане. Па реално институциите се тие што правно можат сите тие работи да ги решат. Што е со град Скопје? Сте чукнале на таа врата? Па не сме чукнале, сега знаеме град Скопје. Не знаеме, кажи ми. Кој е актуелен градоначалник, значи сосем друг клуб, значи ривалски клуб, мислам дека би измешани лончиња. Многу се измешани лончињата, премногу измешани лончиња. Доколку би сакала државата да застане, више бише решил тој проблем на брзо. проблем. Примери имаме на Балканот кај што се реша, кај што застанал на пример позади фудбалскиот клуб Динамо застанала цел град, значи цел Загреб застанува позади навивачите, позади клубот, задржување на име, смена на управа, сето тоа се работи во интерес на клубот, значи во промоција на самиот град Скопје, на самата држава, значи Вардар кој ќе игра во Македонија не игра само за Скопје, не игра за нас, игра за ја представува цела Македонија, цела држава. Спортот е на поголем представник од спортот нема, мислам. Многу и политичари не успеале да направат презентација колку што може да направи спортот. Така. Добро, јас ќе ви се заблагодарам на сите, мислам дека ова што го кажа Мачка на крај беше најубав крај, што може еден водител да го посака. Ќе ви се заблагодарам уште еднаш на сите за присуството, со тоа што вечерва бевте овде и одвоивме време повеќе во детали да зборуваме кои се вашите барања, мислам дека ви е јасно колку ве поддржуваме, нели? Значи, не само како куќа, туку воопшто како народ и како жители на Скопје и како воопшто сметам цела Македонија. Рековме, Вардар е име и презиме, бренд кој што некогаш значеше многу, сега за жал тоа бледне, но тука сте да го вратите клубот во стариот сјај. Ви благодарам уште еднаш. Како што кажавме, тетратките за да го дадете вашиот подпис ги има најчесто на денот на надпревар пред стадионот и во градскиот парк, нели? Ве има. Има таму сме. Секаде. И вие да се подпишете. И ние сега веднаш, додека сме тука. Вам ќе ви се заблагодарам за вниманието и ќе ве поканам за 7 дена повторно да бидете со нас. До тогаш, довидување.